Што на почетокот сакам да кажам е дека тоа ќе споделиме некои навистина интересни бројки и статистики во однос на фрлањето на храна во Македонија, тоа дека всушност на годишно ниво нашата земја во просек фрла над 10.000 тони безбедна и квалитетна храна. Наспроти ова паралелно пак има околу 460.000 луѓе во земјава кои што си легнуваат гладни. Токму она за што денес ќе разговараме е како таа храна да се собер, односно да им се додели на оние на кои што навистина им е потребен оброк и оваа храна да заврши на нивната трпеза. Токму на оваа тема разговараме со Бажи Јосифовски од Сите Сити и со Јован Деспотовски од Фондот за иновации. Добар ден и добре не дојдовте. Добар ден. Добар ден. Вака, јас би почела во однос на тоа дека вчера се одржа прес конференција, каде што всушност учествува и над 50 компании кои што ете има можност да слушнат кои се придобивките доколку тие го донираат вишокот на храна. Па еве, Јосифовски, кажете ми каков беше исходот, што компаниите заклучија, дали ете во наредниот период ќе донираат храна? Да, навистина можам да кажам дека донаторската конференција помина навистина одлично, многу беше добро прифатено од страна на компаниите. Ова е од прв тип ваква конференција да се случува кај нас, каде што за такво нешто се компаниите поканети. Повеќе од 40 од нив вчера има можности да дадат едно ветување колку од храната всушност што ете сега немаат начин како и до сега немаат начин што да прават со неа, сега ете дека ќе ја донираат и дека нема да ја фрлаат. Ние уште ги правиме пресметките, но тие се навистина големи во однос на тоа колку храна очекуваме во наредниот период. Дополнително се пријавуваат и други компании што не учествуваа, така што можам да кажам дека мислам дека на овој начин ќе направиме една голема промена во начинот на функционирање на кај најголемите компании кај нас, а тоа секако ќе значи дека помалите компании ќе го сведат нивниот чекар понатаму и се радувам и верувам дека во брзо време навистина може да бидеме како земја еден одличен пример како и што треба да се работи за да се успее да се направи еден одржив систем за храна и се радувам што ете баш Македонија ќе биде таа земја. Така, всушност станува збор за еден пилот проект кој што заврши во март годинава, ако не се лажам. Од ова што можевме слушнеме дека ете исходот беше позитивен. Понатаму што очекувате? Проектот не е завршен уште. Во март месец само заврши јавниот повик кој што го организиравме во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Некаде пред година и пол разговаравме и со министерката тогаш и со неколку организации меѓу кои Ајде Македонија, што можеме да направиме во смисла на промена и на системот. Бидејќи еден од фактите за кои што зборувавме вчера е дека Министерството за труд и социјална, уствари државата Македонија годишно обезбедува некаде околу 100 милиони денари од својот буџет за обезбедување на храна на оние лица на кои што тоа им е потребно. Споменавте бројкот 450.000 наши сограѓани, кој што е точна. Меѓутоа, за жал, со овие средства што државата ги одвојува, се задоволуваат некаде потребите на 20% од тие луѓе. Тоа значи дека имаме многу голем број на луѓе кои што, како што кажавте, за жал навечер се легнуваат гладни. Од другата страна имате навистина, тоа не е само глобален феномен, значи Македонија е дел, за жал, и од тие глобални негативни трендови, тоа е дека здрава храна, исправна храна завршува на депонија. Немаме модел во светот кој што е дефиниран и кој што ќе можеме го земеме да го пресликаме тука и кој што ќе ни каже како овој проблем да го решиме на едноставен начин. И затоа рековме ајде да направиме еден предизвик, да направиме повик каде што повеќе организации меѓу кои Ајде Македонија дојдоа со своји предлози како овој систем кој што постои во државата и како овие ресурси кои што се фрлаат на депонија за жал ќе ги ставиме во функција таму кај што треба, односно на оние кои што им е најповеќе потребна. Јавниот повик беше успешен, дојдовме супер предлози. На крај сите тие предлози завршија во еден заеднички предлог кој што го предводи Ајде Македонија, меѓутоа имаме неколку други невладини организации, дури имаме и една фирма, ако не се лажем, која што од свој аспект даде предлог како сето тоа да стане одржливо. И фактички проектот почнавме го реализираме баш од март, така? Од март или од април, ако не се лажем. Така што Фондот за иновации и технолошки развој, Министерството сега во соработка со невладиниот сектор и компаниите од вчера веќе работи на одржлив модел. Значи овој систем на донации на храна е супер, меѓутоа оно што сакаме да го видиме за година дена, да кажеме, или година и пол кога ќе се заокружи целиот проект, е еден систем во кој што ова ќе се случува континуирано. Во кој што прво ќе се подигне свеста кај сите кои што е фрлаат храната.
се подигне свиста кај сите кои што имаат вишок, а не знаат што да му прават, ќе се подигне не само кај тие што имаат храна, да не треба и систем за дистрибуција. Така. Че вие имате до одредена точка до која што тоа може да се испорача, Министерството за труд и социјална политика има списоци на луѓе на кои што тоа е потребно. Меѓутоа точка до точка Б тоа треба да стигне. Значи систем во кој што ќе се вклучат и дистрибутерите, што е многу важно, и многу важен аспект ќе ви имате од влезна точка каде што се носи храната, која што се слагам, се уште има рок на траење, меѓутоа сепак тоа треба да се провери пред да се достави до оние на кои што тоа им е потребно. Така што имаме повеќе елементи чинители, една група на партнери односно чинители беа компаниите производители кои што беа вчера присутни на настанот, меѓутоа ќе опфатиме уште дополнителен круг на фактори, дополнителен круг на партнери кои што се повеќе од делот на бизнес заедницата, кои што се надам дека секој ќе си го најде своето место во овој систем, за да кажеме дека за една година од сега Македонија ќе има функционален модел, системско решение, кое што ќе обезбеди да овие 20% од наши сограѓани кои што во моментот добиваат поддршка од државата, тој процент ќе се зголеми. Ја се надека бројката на луѓето на кои што ќе им биде потребна храна ќе се намали, бидејќи целта на државата е нормално како одиме со економскиот раст и бројот на луѓе кои што се под прагот на сиромаштијата се намалува. Меѓутоа сепак таа бројка е значителна и сега и во наредниот период секако на средено ќе имаме предизвик како држава таа бројка да ја задоволуваме, така што вие 20% за кои што зборуваме сега, со истите ресурси кои што постојат сега, ние не велиме дека од буџетот сега треба почне да се одвојуваат 200, 300 или 500 милиони денари. Че ние збориме со истите ресурси, меѓутоа и со овие ресурси кои што не се користат, да се обидеме да ги ставиме во функција и овие бројка од 20% да ја качиме на 30, 40, 50. Се надеваме на 80, зошто да не. Така, вие го споменавте системот на контрола на квалитетот на храната. Јас би сакала еве да прашам во однос на тоа како досега го контролиравте тоа дека храната е навистина, односно не е со поминат рок и слично. Кој го правеше тоа? Кој го контролираше? Најпрвин има условите во кои се чува се сите според законот за безбедност на храна. Освен роковите се пази начинот на чување, управувањето со храната, дополнително има инспекција од страна на Агенција за храна и ветеринарство која што ги испитува магазините и така натаму многу редовно. Некогаш кога имаше забелешки ние инвестиравме дополнително за да ги исполниме сите стандарди, така што безбедноста ни е на прво место, па потоа се друго бидејќи многу е важно таа храна што ќе ја дадеме да биде безбедна и квалитетна, така што многу се пази на рокови, на начин на чување, како е сето тоа се дава, значи сите стандарди да бидат исполнети. Главно тука државата определува тоа на инспекторатот да е дел, а секако во рамки на организациите кои што се членки на сите сити има внатре дополнително луѓе кои што се занимаваат со безбедноста на храна, дополнително има луѓе магационери и така натаму, значи тоа баш многу вложуваме енергија бидејќи тоа е едноставно нешто каде што не смее да има ниту една грешка. Така, освен овој проект кој што нели беше поврзан со компаниите, односно тоа стануваше збор за една организација која што ја зема храната од тие компании кои што го донираат вишокот на храна и потоа ги распределува до. Значи, пред една година преку швајцарска амбасада добивме поддршка за прв пат нешто вакво да пробаме и да видиме како ќе функционира. Резултатите беа одлични, при што ние всушност се обративме кај Фондот за иновации, Министерството за труд и социјална политика. Многу брзо наидовме на интерес бидејќи беше препознаено како годен потенцијал. Тука започна всушност и разговорите со господинот Деспотовски, господјата Царовска. Потоа, всушност, државата сметаше дека треба да се види една поширока палета и други заинтересирани страни што треба да се вклучат. Јас сум навистина многу среќен што всушност преку тој повик добивме и други партнери кои што додадоа вредност на крајнината идеја и всушност сега заедно повеќе организации, моментално веќе се пилотира 3 модели на дистрибуција и искрено тоа што го добиваме како резултати, ја сериозно верувам дека на почетокот на идната година ќе може да понудиме едно одржливо системско решение. Така, меѓутоа еве како сте вие сигурни дека таа храна која што ете е донирана до оние кои што навистина им е најпотребна, навистина завршила во нивни раце? Тука е улогата и на Министерството за труд и социјална политика. Впрочем, значи тие се ресорот кои што се грижат дека фактички списокот имате евиденција за лица кои што се социјално загрозени. Значи ние во моментот се баш ќе ме коригира министерката најдобро знае секако.
системот на народни кујни функционира некако со овие средства кои што ги споменав, каде што државата вложува стотини милиони годишно за обезбедување на храна, по списоци кои што центрите за социјална работа си ги прават. Така што од аспект на евидентирање на крајните корисници не мислам дека имаме проблем. Она што е предизвик, односно е проблем е како да обезбедиме повеќе влез на храна во системот и нормално како тоа да се провери да биде дека е исправно и согласно сите стандарди. Улогата на фондот за иновација е тука затоа што реално зборуваме за иновативно решение. Че ова не е типична иновација во некоја фирма која што утре ќе се продаде на пазарот, меѓутоа заштедува многу ресурси на државата кои што во моментот се завршуваат на депонија, буквално завршуваат на депонија. Ние кога почнавме на пример повикот со труд и социјална политика минатата година, имавме средба некоја со представници на UNDP, регионална канцеларија од Истанбул, кои што ни спомена дека во истиот момент државата Турција истото го прави, значи се обидува да изнајде системско решение кое што ќе им помогне да го адресираат истиот проблем, а тоа е како вишоците што постојат и ресурсите што не се користат, а чинат пари, ние таа храна што е фрламе и храна од увоз. Таа не е само што се произведува во Македонија. Ние годишно не знам колку стотици милиони евра како држава увезуваме храна, сметете дека и таа се фрла. Тоа значи дека евра, односно долари, односно со што и да ја плаќаме таа храна, реално ги фрламе после од ѓуб. Така што она што го спомена, значи системското решение уствари треба да биде иновативно решение во кое што сите овие чинители ќе се поврзат преку една платформа и ќе функционираат независно од да кажеме од индивидуална иницијатива на невладина, мислам, невладините секако ги поздравуваме, меѓутоа целта е државата да застане позади тоа. Така што имаме супер почеток. Настанов вчера ни покаже дека има супер интерес од страна на Да, токму тоа сакам да прашам како беше заедницата. крајниот исход по завршувањето на пресконференцијата. Имаш уште поголем интерес од страна на компаниите, бидејќи на крајот нели заокружуваат, ќе донираат, нема да донираат и слично. Значи ние направивме денеска еден пресек во однос на донациите, со некои уште еднаш се слушнавме, веќе се закажани состаноци од наредна недела да започнат и во меѓувреме се јавија компании кои што не можеа да пристигнат на самата конференција надвор од тие што беа и поканети и така натаму, така што и следи еден период на работа со компаниите, бидејќи за многу од нив ова значи промена на самиот начин на оперативно функционирање внатре. И ние им даваме дополнителна поддршка и тука, бидејќи буквално треба некој од нив порано да ги враќаат производите за да ни дадат рок на донирање. И јас едноставно сум многу изненаден дека дел од нив свеста им оди таму што велат јас подобро ќе скратам неколку дена, не ми менува многу во крајната продажба и така имаме голем рок на продажба, но ќе смени за многу луѓе и искрено не ќе да гледам, немам чувство на одговорност дека тоа јас ќе го фрлам. Така што свеста ке нашите компании се развива, кога ќе видат како сега што гледа дека и државата стои за тоа, значи вчерашното присуство на директорот, на министерката и на премиерот беше знак еден дека државата сериозно се занимава со ова прашање, а за тоа говори не само програмата што ја финансираат од фондот и од МТСП, туку и државата, мислам владата даде рок на агенцијата до крајот на јули да изготви закон за донирање на вишок храна. Ние сме дел од таа работна група, законот се надеваме дека ќе биде наскоро. Дополнително Министерството за земјоделство работи на стратегија за намалување и превенција на загубите и отпадот од храна, така што ова нашата држава добива една сериозна рамка законска, стратегија, програма за финансирање и јас се радувам што меѓународни организации ја препознаваат нашата земја како еден лидер и ова исто сакаат да го пресликаат во други земји. Така што ова е навистина еден светол пример дека во Македонија може да се успее ако правите луѓе на право место и секако се препознае од страна на државата потенцијалот кој што постои. Така и ве споминавте дека интересот на фирмите е се поголем, меѓутоа мене ме интересира каков е интересот кај граѓаните со оглед на тоа дека ако не се лажам имаше уште еден проект каде што имаше се викаше нахрани 10.000 граѓани, за токму стануваше збор нели за лица кои што се однос на граѓани кога да купуваат во маркет, потоа може до пунктот кој што е во близина на маркетот да донираат храна. Како беше интересот на граѓаните во односно да донираат храна? Како што и претходно кажав, безбедноста е многу важна, посебно следливоста, и затоа превземаме храна само од правни лица и се даваат на правни лица кои потоа ја превземаат одговорност и ја даваат на физички лица. Затоа граѓаните сакавме да ги вклучиме, но нивните вишоци на храна е малку се уште не сме во таа фаза да можеме нив да ги вклучиме, тоа бара сериозно следење, мониторинг, многу вклучени страни. Ќе дојде се надевам нашата земја на тоа ниво.
така што организираме секој 3 месеци една акција која што се вика Нахранени 10.000. Освен овие вишоци на храна, најчесто тие основни намирници како зејтин, брашно, сол. Да, нешто што не се расипува, да. Тука нема многу вишоци, а тие ни се потребни за кујните, за организациите, за готвење на овие вишоци храна. И сум многу радосен што постојано имаме помеѓу 2 до 3.000 граѓани кои што си донираат на сите кои акции. Имаме едно 10 до 20 некогаш компании низ земјата што донираат, некои од нив сериозни количини, и тоа искрено одлично се надополнува на целиот овој концепт, бидејќи имаме и корисници пример во руралните средини, а тоа е еден од моделите сега што се пилотира, кои што не можат за еден оброк да патуваат од селото каде што се да патуваат пример 20 или 15 километри, така што тие се обслужуваат со месечни пакети за нивното семејство, кои што може да ги приготвуваат, и тоа одлично функционира. Така што всушност сегашната програма која што ја има министерството би добило 3 различни модели кои што ги таргетира корисниците според какви потреби имаат. Значи им дава една многу подобра услуга, би им дала. Исто и мене ме интересира во однос на граѓаните, бидејќи го споменавте тој проект до сега нахрани 10.000 луѓе граѓани, меѓутоа дали можеби за виднина планирате некое решение во однос на тоа дека се поголем број на граѓани во денешно време немаат време, се зафатени, па на пример некоја организација која што бидела од семејство на семејство, домаќинство до домаќинство, да го собираат нивниот вишок на храна и потоа да го носат до надлежните институции каде што потоа таа храна ќе стигне до оној на кој што навистина му е потребна. За тој систем зборувавме кога рековме кога зборуваме дека треба се вклучат, значи не се само компаниите, не се само компаниите што вчера кои се производители на храна. Така. Значи во неколку наредни фази, односно круга во проектов за кои што зборуваме, треба се вклучат и дистрибутери, значи превозници на храна. Зборувавме за граѓаните, точно иако пак кажувам, значи организацијата и министерството се сепак постручни од тој аспект да зборуваат отколку фондот. Меѓутоа ќе се опфати, значи се разгледува можноста како да се собира, вклучително и од домаќинствата, затоа што има еден податок исто така светски, тој не е на ниво на државата, меѓутоа не мислам дека Македонија исклучок од тоа, дека најголемиот вишок и најголемиот отпад со тоа од храна не се создава туку се создава кај домаќинствата. И тоа зборуваме за голема диспропорција, значи зборуваме за некаде 90% од вкупниот вишок, а со тоа и отпад. Па кажам, тоа се глобални студии податоци, не се однесуваат конкретно за Македонија, меѓутоа не верувам дека сме ние многу различно од тоа. Се создава токму кај домаќинствата. Така што има логика овој што го зборувате, веќе е предвидено со самиот проектен документ да се разгледаат различни модели, 3 од нив се во моментот се пилотираат, кај ги пилотираме во Куманово, Прилеп, Куманово и Скопје. Прилеп, Куманово и Скопје, се разгледуваат, меѓу другото се вклучат и домаќинствата. Со тоа што пак кажувам, ако идеме со систем кај што таа дистрибуција треба некако да се плати од некого, тоа ќе чини многу пари. Веројатно ќе чини многу повеќе да дојдеме до кај вас дома да се подигне, да се однесе до семејството кое што му треба. Така што се разгледуваме оној систем, размислувавме гласно, не е важно, еве овој поттик и за гледачите кои што не следат, а сака да се вклучат, систем на Uber, кој што постои, тоа е кој е во моментот слободен и е во реонот, да помине да го собере, да го однесе до одреден собирен пункт. Так. И тоа да биде на доброволна основа. Па кажам затоа што во моментот е тука и во моментот помине. Така што, пак кажам, се обидуваме што е можно поширок круг на луѓе да вклучиме, затоа споменав, не е само Ајде Македонија, имаме фирма веќе која што е дел од самиот проектен тим, и имаме уште една, например, невладина организација која што третира дечиња со посебни потреби, кои што самите се вклучија како дел од напорите за нивна ресоциализација во проектот, меѓутоа од страна на тие кои што обезбедуваат храна на тие што им треба, па го отфат заедно со своите мајки, односно родители. Така што има простор за сите, значи не од старт не можеме да кажеме домаќинствата да фирмите не или обратно. Значи има простор апсолутно за сите, меѓутоа мора да го осмислиме и да го пилотираме системот за да не чини премногу пари. Значи мора да го видиме на крај ефектот од сето тоа. Да не искочи на крај дека треба вложиме милиарда денари за да може да обезбедиме придобивка за 500 милиони. Значи сепак, меѓутоа ако е со доброволна основа, на што го зборувавме вчера, принципот на вредноста на солидарност во општеството, кој што за жал во изминативе години изгубивме, сега се обидуваме да ја вратиме и се појавува кај луѓето, постои. Да ги вклучиме сите, меѓутоа сето тоа да биде осмислено на начин кој што ќе биде ефикасно
за крајните корисници. Така што ова што го кажавте пак ќе повторам за домаќинствата, мислам дека апсолутно го имаме во предвид, со тоа што точно таму веќе моментот на безбедноста, односно сигурноста на тоа што се обезбедува, треба дополнително да се регулира. Да. Еве вие ни дадовте една слика на светско ниво како изгледа тоа, кој всушност од тој еден синџир, еден ланец кој всушност ја фрла храната. Меѓутоа во Македонија каква е состојбата? Домаќинствата се тие кои што најмногу фрлат храна или? И во Македонија, нажалост, немаме точни, ниту немаме сериозна студија направено точно да идентификува колку од каде доаѓаат најголемите извори на храна, се тоа се уште предпоставки. Ние направивме една мала анализа врз база на бројки од други земји, користевме формули кои што не ги дада на располагање, но во Македонија сериозни виштоци се јавуваат кај земјоделското производство кога има оние кризи на ненаоѓање на пазари за продажба. Пример, кој што беше јаболкото во Ресен, каде што имавме се погоди да има година 50.000 тони да има јаболко кое што на жалост главно се фрли. Ние од тоа успеавме пример 18 тони добивме донација, ја дистрибуиравме во 3 или 4 градови, но тоа се сериозни вишоци кои што имаше некои идеи со Министерството за земјоделие да се направи посебна програма која што ќе ги третира нив и ќе ги се спасуваат и да се даваат по училишти, градинки и така натаму, но тоа се уште е една многу голема програма. Нашиот пристап е да се оди по повека, значи ние одиме за брзо, но подобро сигурно. Мислам, ние некои земјиве други го прават ова, Франција и другите по 60-70 години. Јас верувам дека можеби еден ден ќе ги стигнеме, но да идеме постепено и сигурно како што го тераме сега и мислам за овие 2 години од кога фативме партнерски однос со институциите, не го препознаа ова како потенцијал. Мислам дека имаме многу добар направено прогрес и верувам дека ќе стигнеме до тоа и земјоделските вишоци понатаму да ги третираме. Пример, еве сега имаме со праската одредени вишоци. Тоа се одлични можности да до 18 години младинците, пример, низ Македонија се обезбедува како една бесплатна ужинка и така натаму. Да, и пред се станува збор за здрава храна, лоши зеленчук, Да. Така што има многу можности во нашата земја, бидејќи сепак нашето стопанство било проектирано да обслужува со храна пазар од 20 милиони жители. Нашата земјоделие сега има пазар тукашен од 2 милиони, така што таа храна се извезува, но некогаш има проблеми да се извезе и тука е да кажеме можноста, шансата да се помогнат социјално најзагрозените. Нашата програма и тоа ние што го правиме не може да ја излечи сиромаштијата, но е одлична поддршка на напорите на министерството и на другите институции да се намали сиромаштијата, да се подобрат социјалните индикатори во земјата. Искрено јас многу ги поддржувам овие реформи сега што се прават, верувам дека се на време и требаше да се случат многу порано, но добро е што после толку години имаме реформи во нашата социјални реформи во нашата држава и верувам дека ова што сега го градиме ќе бидат одлична поддршка на тие мерки што владата сега ги всушност ги иновира и ги прави, како да кажам, нешто иновативно во нашето општество. Односно претходно во овој разговор ја го споменавте концептот на народна кујна. Сега мене ме интересира дали тој концепт самиот по себе е доволен или сепак не може да уфати, односно фаќа само мал дел од оние луѓе на кои што им е навистина потребен оброк. Јас го гледам, пред мене го имам концептот на проектот кој што го дефинираме. Народните кујни се добра основа. Така. Со тоа што може би Блажа зборува на оваа тема повеќе од мене, меѓутоа еве зборуваме за 3 групи на граѓани кои што се опфатени со самиот проект. Дел од нив се опфатени веќе со концептот за народни кујни, меѓутоа вика група 1 лица кои имаат услови за самостојна подготовка на храна, кои што добиваат претпоставам пакети со сува храна. Да. Вели лица кои немаат услови за самостојна подготовка на храна, кои што веројатно би останале некако во системот на народните кујни. И третата група вика лица со социјален ризик, стари изнемоштени лица на кои што веројатно треба од крајната точка на дистрибуција треба се направи дополнителен напор да се однесе до местото каде што живеат. Така што системот за народни кујни е вклучен тука. Ние зборувавме и со министерката на оваа тема, значи апсолутно ќе биде ставен во функција на новиот систем кој што треба да се постави, кој што треба да функционира. Така што подготвувањето ќе остане како тополопро. Особено за група 2 лица кои немаат услови за самостојна подготовка на храна и група 3 лица со социјален ризик, односно стари изнемоштени кои што не може да стигнат до таму. Меѓутоа им треба тополопро. Така што се опфатени, меѓутоа тоа ќе остане како еден мала компонента. Зашто го зборам тоа? Бидејќи сега системот, како што споменав, абсорбира некаде околу 100 милиони денари
на годишно ниво буџетски средства, а обслужува само 20% од тие кои што им е тоа навистина потребно. Самото тоа покажува дека можеби не е доволно ефикасен или има потенцијал за да се искористи дополнително, и она што ние се обидуваме да го направиме со еден паметен пристап, да ставиме повеќе храна во тој систем, као ние кои што и нема потреба да одат во народните куњи, едноставно продолжува каналот натаму кон нив си. Кај сите оние за кои што има потреба, системот си останува на народни куњи, со тоа што веројатно ќе добиваат многу подобро и многу повеќе од тоа што го добиваат во моментот. Така е. Сега јас би сакала да ве прашам, еве, постојано зборуваме за тоа, ите компаниите, кои се придобивките од донирањето на вишокот на храна, граѓаните исто да се приклучат кон оваа акција. Јас би сакала да ве прашам, вие како граѓани, што правите со вишокот на храна? Тоа е добро прашање. Ја настојувам да немаме многу вишок на храна, меѓутоа да, како и сите останати граѓани, кога ќе остане нели лепче или не знам што, обично го остават, го закачуваат за некој да помине да го собера. Меѓутоа не е тоа систем. Никаков. Точно, тоа е само нека навика или можеби не сакаме го фрлиме внатре во кантата да го ставаме. Меѓутоа вие ќе го направите тоа, потоа ќе види сосед до вас, можеби ќе го направи истото и слично, сепак може да биде и така како еден добар пример за и останатите да го следат тој пример и да го сторат истото. Апсолутно да, и за тоа зборуваме за како да најдеме начин, бидејќи и оние што имаат вишок можеби не знаат што треба да прават со него. Пак кажам, значи не секој сака да го фрли тоа во канта. И нормално, зошто би го фрлил во канта? Или да го закачи пред контейнер. Зошто би го фрлил кога е храна со можеби не е ни рокот дури истечен, меѓутоа останало во фрижидер, чистиме фрижидер, ајде се, тоа го прават сите, впрочем. Едукацијата, односно подигнувањето на свеста, со кое што почнавме вчера, една посебна компонента на проектот го викаме систем на општествени признанија за сите компании кои што ќе се вклучат во системот. И тоа општествените признанија се однесуваат и на граѓаните. Сега можеби нема да дајме признание на 5000 или на 10.000 граѓани што ќе се вклучат, меѓутоа ќе знаат. Така што системот на подигнувањето на свеста да, едукацијата апсолутно да е, како што кажа, верувам дека ќе многу наши сограѓани постојано онаа вредност на солидарност која што била карактеристика на некои минати времиња, која што сега повторно се враќа, така што само можеби треба да се разбуди. Она што недостасува е, еве добро, имам јас дома, се што треба да му правам, кај треба да го носам. Така што системот на собирни пунктови или на онаа дистрибуција што реков по систем, многу бар пријавувам дека имам вишок, дојдете подигнете. Од нашава зграда имаме 3, 4 или 5 луѓе, дојдете земете од тука, е нешто на што ќе се посвети внимание во самиот проект, иако повторно заради ефектите кои што ни се потребни се фокусираме, односно се фокусираат од АИД Македонија на оние субјекти, значи на фирмите каде што реално имаме најголеми количини, најголеми вишоци. Меѓутоа секако, значи апсолутно ова што го кажав како податок дека во светот, пак кажувам, Македонија не е никаков исклучок од тоа сигурно, дека во светот најголемите создавачи на вишоци са домаќинството, односно граѓаните, че не може да го избегаме тоа, така што секако мора да, мислам, ќе се опфати тој сегмент. А дали може би имате некоја статистика на кое место е Македонија во светот во однос на фрлање на вишок на храна? Ги правевме тие анализи пред некоја година, веќе се може 2 години сторени, значи и читавме одредени извештаи на Обединените нации, така натаму. Македонија беше во првите 10, ако не се лажам, 7 или некој 8 место беше. Мислам дека пред се тоа заради големите земјоделски вишоци кои што на жалост ги фрламе, но тоа сепак зборува дека имаме многу голем простор за подобрување. Македонија е сепак земја што има негувана традиција на солидарност, како што кажа директорот. Луѓето има една, ние затоа одиме со оној слоган храна не се фрла, бидејќи едноставно останато тоа посебно кај постарите генерации, сега се надам дека ќе успееме да го пренесеме и кај помладите, едноставно дека храната е таков ресурс, едноставно не само што е срамата, туку едноставно е жално да се фрли, бидејќи во таа една храна е толку многу енергија, труд вложено, толку е богатство на ресурси. Во една ера кај што живееме, кај што ресурсите текако се важни, мислам дека е многу важно да ги цениме, а ние треба да ги искористиме како земја, како еден одличен ресурс за наш развој. Еве податоци некој, например, вика вака, во светот над 1/3 од храната што се произведува се фрла. Тоа е во светот, а во Македонија вели вака, 30% од храната која што се произведува или во Македонија, која што се произведува или вовезува во Македонија се фрла. Значи не сме исклучок. Ето, 1/3 се фрла,
30%, односно скоро една третина што се произведува или увезува се фрла. Исто имаше, го не се лажам, дека и секое четврто дете поради неухраненост има зостанат развој токму поради недостаток на храна и неухранетост. Па ако имаме 450.000 наши сограѓани кои што се во проценетата група на луѓе кои што се од ризик, значи во таа група 450.000 луѓе се 20%, така 22% од населението на Македонија, секако по статистика дека се деца. Со тоа што, рече си пола до 1% исто некој глобални извештаи гледавме, викат половина до 1 милиарда луѓе во светот може да се нахранат со помалку од четвртина од храната што се фрла само во САД, Велика Британија и во Европа. Тоа дека се навистина големи количини и навистина е глобален проблем, кој што нормално, мислам и за жал постои во нашата држава. Она што е добро што не фаќаме приклучок со глобалните трендови напори да се реши овој проблем. Со наше автентично решение, кое што ја се надевам дека ќе го пилотираме и ќе профункционира, ќе можеме дури да го понудиме и надвор од границите на нашата држава. Така, со оглед на тоа дека еве пополека не истекува времето, двајцата, кратка порака до нашите гледачи. Јас ги поведокал гледачите, доколку сакаат да се вклучат во нашата иницијатива, многу има потреба од волонтери, луѓе кои што имаат големо срце да се вклучат, да им помогнат нашите сограѓани кои што имаат потреба од таква помош. Ќе наидете на многу ентузијазам, многу енергија позитивна, со една голема желба да направиме добро за нашето општество, така што мислам дека сме една одлична група која што, како да кажам, дава една така позитивна енергија дека може се промени кај нас и дека промената доаѓа кај секој од нас. Секој од нас е одговорен за тоа во какво општество сака да живее и одговорноста треба да прво да си ја бараме од нас, па после од сите други. Така што секако се добре дојдени, многу од нив знаат, имаат и пријатели, можеби што имаат компании што и работат со храна, сите знаат некој ресторан или некоја продавничка која што функционира во нивното мало. Верувајте, ние нашата дистрибуција зема и од мали продавници кои што работат со овој зеленчук, секоја храна е добре дојдена, буквално има еден широк спектар на какви се можности можат граѓаните да се вклучат и да помогнат на другите граѓани. Јас само би сакал да ги охрабрам сите. Значи, ова иницијатива која што сега се случува, која што е реализирана ние заедно со Ајде Македонија, не значи дека сите останати иницијативи се вишок. Напротив, значи проблемот е стварно голем. Не мислам дека ниту ние, ниту влаже, ниту министерството, ниту државата, ниту дека можеме сами да го решиме тој, дека сме најпаметни од сите. Значи секогаш добри идеи се добре дојдени. Идеи се добре дојдени, па ќе процениме дали се добри или не, иако во принцип лоша идеја не постои. Имаше и има се уште различни приватни иницијативи на наши сограѓани, невладини организации, Ред Фит ни оброк. Имаше едно време, се сеќавам, во продавница за храна, кој ќе оди сендвич да те направат, може да купиш оброк и за некој друг на кој што му е тоа потребно. Значи сите тие иницијативи се супер. И тие иницијативи мора да продолжат и добро да продолжат. Невладините и граѓаните ќе си останат и ќе си имаат своја улога во тој систем. Ова го правиме за и државата има ефикасен систем да ги помогне тие луѓе. Да не зависи дали некој ќе си легне вечерва гладен или ќе си легне сито тоа, дали некој индивидуалец или невладина организација некаде иницирала или не иницирала некаква акција. Него мора да знаеме дека државата, како солидарна држава, како социјална држава, обезбедува некој минимум. Сите останати иницијативи се добре дојдени. Дали ќе се вклучиме во овие рамки сега на ова што го правиме, или ќе си тераат индивидуално, тоа секако може да... Мислам, прашање на разговор, меѓутоа не се затвори, не треба да запрат. Јас ги охрабрувам сите да ги достават своите идеи, да се вклучат во ова што викаше Баже, дали како волонтери, дали како донатори, не е важно. Или ако сметаат дека треба самостојно да продолжат, апсолутно ги охрабрувам да продолжат. Пак кажам, значи нас не е целта со едно решение да го решиме целиот проблем. Значи не може. Меѓутоа можеме значително да подобриме ситуацијата, тоа да. Меѓутоа сепак простор за работа постои за другите. Пак кажам, индивидуална граѓанска иницијатива, тоа што долго време можеби недостасуваше, сега го имаме, мора да продолжи, ќе охрабруваме и понатаму. Така што тоа е, да кажеме, од наша страна пораката и заклучокот од овој еден разговор.
Така, јас ви благодарам на двајцата за денешното гостување и се надеваме дека вашите препораки допреа и до нашите гледачи, па се гледаме ни во некоја наредна прилика, наредно издание на Отвореното студио 1. А почитувани гледачи, тука се ближи крајот на овој трет блок Отворено студио 1. Во продолжение следуваат најдобрите моменти од последната досега гала вечер од музичкото талент шоу Звезда број 1. Довидување.